Здраво, јас сум Атанас Киријаковски и добре дојдовте во еден од првите подкасти за наука во Република Македонија со наслов Наука за сите, или скратено НЗС. Како што и самото име кажува, тука зборуваме на секакви научни теми, но тоа нема да биде суоупорно и здодевно, туку занимливо, критички и паметно. Ќе истражуваме на теми од секојневието, ќе ги погледнеме од научен аспект, ќе зборуваме за научниот метод и ќе разговараме со научници од земјава и странство. Целта ни е да ве инспирираме и да ве заинтересираме за науката, да ве убедиме дека тоа е најинтересниот и најефективниот начин на размислување и спознавање на реалноста. Во првата епизода на Наука за сите разговараме со еден од најцитираните македонски научници, професор Златко Трајановски, кој што е долгогодишен шеф и професор во дивизијата за биоинформатика при Медицинскиот универзитет во Инсбрук, Австрија, и чија специјалност припаѓа во полето на компјутационата геномика. Неодамна професор Трајановски одржа предавање во Македонската академија на науките и уметностите на тема пресметување и продирање во имунитетот на ракот. Неговата лабораторија досега публикувала 118 оригинални трудови на оваа тема и 13 ревизиски трудови во најреномираните светски научни списанија. Сите трудови заедно досега биле цитирани преку 11.000 пати. Со него во првата епизода на Наука за сите зборуваме за најновите откритија во молекуларната биологија на ракот и развивањето на нови терапии против истиот, кои што го искористуваат потенцијалот на нашиот имунитет. И ова сето професор Трајановски го истражува со помош на суперкомпјутери. Тој во оваа епизода стрпливо, јасно и љубезно раскажува за генетиката и геномиката, за огромните компјутерски датабази кои што го содржат човековиот код, со способноста на имуниот систем да навлезе во ткивото на ракот, за светските трендови на персонализирана и прецизна медицина, за можните кариери во неговата лабораторија и така натаму. Во името на Наука за сите и во моје лично име му се заблагодаруваме за одвоеното време меѓу милиардите обврски кои што ги има во текот на денот, за денешниот разговор преку Skype и сигурни сме дека повторно ќе имаме прилика да научиме уште повеќе од професор Трајановски за најновите технологии и терапии за лечење на ракот. Уживајте! Вие неодамна присуствувавте во Република Македонија, поточно во Мано, нели? Каде што одржите предавање во Истражувачкиот центар за компјутерски науки и информатички технологии на тема Computing and Probing Cancer Immunity. Ако не се лажам, за жал јас не бев во можност поради работни обврски да присуствувам, но нашиот заеднички пријател и колега Никола Стиков не поврза и ни овозможи да разговараме малку повеќе токму на оваа тема. Па најпрво би ве замолил да се, нели, накратко се представите и да ми кажете мене и нашите слушатели што истражувате и зошто го правите тоа. Добро. Јас сум роден во Скопје и завршив гимназија во Скопје и после 83 година отидов во Австрија да студирам биомедицинска техника. Тоа време биомедицинска техника беше околу 70% електротехника и 30% биомедицински науки, како физиологија, биохемија и тие работи. Кога завршив, одма почнав со докторска работа и за докторската работа развивавме не знам како се вика на македонски, artificial pancreas. Вештачки панкреас. Да, би му дошло така некако. Да. Идејата беше да се мери шеќер не во крв, него во interstitial fluid, како се вика, течноста што меѓу клетките. Интестинална течност, така најверојатно. Интестинална течност, да. И со сензори и после да се преработуваат податоците и со компјутер после да се регулира колку инсулин се шприца. Така, за тоа време почнав во тој правец да се занимавам и после отидов во УСА, бев на Yale University година и пол и работев во тој правец диабетес мелитус. После од Yale се вратив во Австрија и 99 година хабилитирав
за биомедицинска техника и тоа време почнав да се занимавам со биоинформатика. За биоинформатика е нова област каде што се поврзува молекуларна биологија со информатика. И тоа време почна многу да се развива, дека во годината 2001 The Human Genome Project заврши или беше при крај, така да сите генетски податоци за човекот беа познати и требаше експерти и алати за да може со овие податоци да се работи. И така почна во тој правец да се занимавам и од 2003 година почнавме да соработуваме со една група во Франција. Во тоа време тие беа првите или едни од првите групи што гледа во ракот какви се имунските клетки. Така да цела онкологија до тоа време беше повеќе генетички ориентирана и многу малку имунолошки. И оваа група беше прва или од првите што почна со имунолошките карактеризации на ракот да се занимаваат. И со нив почнавме оваа соработка, така да ние ги добивме податоците од нив, развивавме бази за податоци, ги анализиравме резултатите и ги визуализиравме резултатите. И најважното што го најдовме со овој проект беше дека специфични имунски клетки, ако влезат во ракот, тие пациенти што ги имаат тие специјални клетки имаат многу подобра прогноза. Така да пациенти што имаат малку од овие специјални клетки многу полоша прогноза имаат во споредба со пациенти што имаат многу повеќе од овие клетки. Така, во мојата подготовка за ова интервју со вас, дојдов до оно што е најактуелно, нели, во овој момент, и тоа покажува дека вашата работа е на вистина актуелна и на вистински пат, е тоа што оваа година Нобеловата награда, нели, за физиологија и медицина беше доделена токму на двајца, нели, научници, Джеймс П. Елисон и Тасуко Хонџо, американец и јапонец, кои што токму истражуваат и воведуваат нова парадигма, нели, во истражувањето, па се надевам понатака и во лекувањето на ракот, тоест го вклучуваат и го употребуваат, тоест човековиот имун систем и го активираат токму да се бори против ракот со тоа што исклучуваат одредени негови кочници, ако добро го разбрав во тој процес. И тоа е откриено, нели, типично од овие молекуларни биолози и генетичари, и сега вашата лабораторија во Инсбрук, така се викаше, и во Инсбрук, работи понатака на откривање, ако не се лажам, на интеракциите помеѓу човековиот имун систем и клетките на ракот. Да. Тоа е точно. Точно е дека се променува парадигмот, дека до 2010 година сите медикаменти што беа во онкологијата употребувани беа против рачни клетки. И од 2010 година или 2011 дојда први медикаменти каде што целта не се рачни клетки, него имунски клетки. Овие што се кочници на клетките се отварат и така да можат имунските клетки после да го напаѓаат ракот. И прв пат во историјата на онкологијата може со овие системски, ние ги викаме системски медикаменти, да се лечат луѓе. Дека до сега сите овие медикаменти што биле на пазар само го продолжуваат животот во просек неколку месеци или неколку години, зависи во кој дел, али ако се користат имунските клетки може и да се лечи. Проблемот е што само 20 до 30% од пациентите реагираат на овие медикаменти и не се знае зашто другите пациенти не реагираат. Така да многу важна област сега е да се испитува
интеракцијата меѓу ракотни клетки и имунски клетки. Така, значи на некој начин ние се обидуваме да го употребиме на нашиот одбранбен систем, значи на телото, токму против ракот, против самиот рак. Сега мене ме интересира од она што можев да го прочитам, дека всушност геномите на клетките на ракот и останатите клетки, нели оние кои што се нормални клетки во човековото тело се еднакви, така? Или имаат различни геноми? Има различни. И има една голема база за податоци, да била развиена од генетичарите. Целта беше за сите раковни болести, дека не е само една болест, него има многу, еден број на пациенти да се карактеризираат, молекуларно да се карактеризираат. Така да сите геноми од овие ракови се познати и генетичарите карактеризирале са сите пациенти, за 30.000 пациенти. Проблемот е дека овој проект е развиен од генетичари, така да имунолошките параметри не биле на почеток во фокус, и тоа беше едната од нашите работи да развиеме алати за да можеме од овие генетички податоци да извадиме параметри што се важни за имунскиот систем. Така да ние користиме big data од геномите на ракот и вадиме имунски релевантни податоци. Така, тоа се огромни дата сетови на голем број на податоци, кои што, нели, еден човек, па дури и група и тим не би можеле да седнат и со своите лични лаптопи или лабораториски компјутери да ги анализираат, туку потребна е многу поголема компјутациона моќ за да се истражат овие големи дата сета. Да, точно е. Целата база за податоци е околу 3 петабајти, така да ако сака некој локално да употреба овој податоци, му треба околу 6 месеци за да може сите податоци да ги симне. Так, и да ги анализира уште подолго, најверојатно со години. Уште подолго. Така да имаме ние суперкомпјутери овдека, со сите суперкомпјутери ги разработуваме податоците. Имаме развиено специјални алатки и ние викаме не само алатки, него и аналитички водови, analytical pipelines. Така да развиваме алатки и ги поставуваме една алатка после другата, така да можеме серијално да ги разработуваме податоците. Така, сето ова спаѓа во полето на компјутациона геномика, така? Да. Во она што го работите. Може ли накратко само да го дефинирате терминот компјутациона геномика за оние кои што го разбираат помалку? Што е разликата помеѓу геномика и генетика во принцип? Генетика се занимава само со мал број на гени, а геномика со сите гени во човекот. Така генетичарите ќе земат или еден или два или мал број на гени, во геномика сите гени заедно се анализираат. А ние секој човек има околу 22.000 гени. Она што го започна, нели, овој дел од разговорот беше доколку одредени видови на рак имаат различни геноми од имуниот систем или од останатите клетки на телото, зошто тогаш имуниот систем самиот по себе не е способен да ги препознае? Зошто не е способен да се активира до оној степен на кој што посакуваме без ваква наша или научна интервенција? Ние размислуваме дека имунскиот систем може да го запознае ракот, и ако ќе го запознае, после ќе го победи, али ние не можеме да го мериме ова, дека не го видиме. Тек кога ќе биде имунскиот систем послаб, тек тога почнува ракот да се развива. Така да оваа фаза кога имунскиот систем е појак од ракот, не можеме да мериме дека не го гледаме од надвор. А имунскиот систем кога е послаб, ќе се развива ракот и сега е важно да се најде зашто имунскиот систем е послаб и
како може да се стимулира за да може да го победува ракот. Така и тука е токму вашиот допринос преку анализирање на разни варијабли кои што се вклучени во овој проблем, така, и со анализа на тие огромни дата сетови за кои што нели спомнавме. Сега во принцип на работа, нели, на вашиот модел, кои варијабли се токму битни? Нормално се разбира, значи информацијата од геномот, така? Да. Која што најверојатно се споредува со одредени генетски и геномски датабази. Потоа што се друго е вклучено, нели, во вашиот процес на анализа? Ние сега употребуваме и повеќе имунски параметри. Значи се мерат имунските клетки или во крв или во ракот и ги вадиме исто ракните клетки и развиваме, ние кажуваме, аватари. Тоа се можеме во лабораторија да произведеме мини органи. Рецимо, ако некој има рак на джигерот, не можеме малку од джигерот да извадиме и во лабораторија да правиме мини джигери. И може после овие да ги третираме со разни медикаменти, за да видиме како реагира ракот на овие медикаменти. Така да ние употребуваме не само компјутерски алатки, употребуваме и молекуларни биолошки алатки и комбинираме молекуларна биологија и биоинформатика за да можеме ова интеракција меѓу ракот и имунските клетки поспецифично да ги анализираме. Така. Од еден од трудовите кој што е публикуван во престижниот Nature магазин, кој што имав чест да го прочитам и кој што ми го испративте, има една фигура или се дискутира еден интересен феномен каде што имуниот систем навлегува во, тоест се меша во ткивото на ракот. Значи клетки или Т лимфоцити, специфично или од имуниот систем, влегуваат и се вгнездуваат во самото ткиво на ракот. И според она што го дискутиравте, тоа е многу важен феномен кој што, нели, дава огромен, како се вика, потенцијал да се развие терапија од тука. Да, точно, да. Само не се знае принципот како доаѓаат овие клетки во ракот, дека има некои пациенти кои што се клетки само во околината на ракот, а не влегуваат внатре. Други пациенти има клетки што се внатре во ракот. И тоа не се знае кои сигнали доаѓаат од ракот или од имунските клетки за да можат клетките да се движат во ракот, да влезат внатре. Така, со други зборови, значи имуниот систем на некој начин насетува, фаќа некаква трага на тие клетки од ракот, успева на некој начин да се инфилтрира, но останува некако дормантен, значи некако не се активира до крај. И токму преку вашите истражувања вие се обидувате, нели, преку елиминирање на тие кочници негови, кои што предпоставувам еволуирале за некаква контрола, нели, имуниот систем да не биде преактивен, па да почне да се ги напаѓа сопствените, нели, клетките од сопственото тело, оние здравите клетки. И на тој начин се обидувате да ги отстраните тие кочници, за да таргетирано имуниот систем има ефект врз овие клетки. Се на кој начин тие кочници всушност се отстрануваат на имуниот систем? Тие кочници се блокираат. Ако блокирам кочница, ќе ја активирам после имунските клетки. Дека најчесто е кај медикаментите да блокираат нешто, дека многу поедноставно да блокирам нешто отколку да го стимулирам. Така, ако ја ги блокирам кочниците, клетките ќе бидат активирани. Автоматски ќе бидат активирани и ќе можат ракот да го препознаат. Ама тоа е само еден аспект, дека има и други аспекти. Клетките може да се и ние викаме енергички. Така да ако се кочниците блокирани, некако не можат, многу се слаби или метаболички слаби или на друг начин, така да не можат да бидат ефективни.
И овие се други аспекти што се испитуваат сега во многу лаборатории. Така, значи, мислам, тие кочници се блокираат преку администрирање на некаква терапија? Да, терапијата се antibodies. За совнесување на антитела, на македонски би било. Антитела и специфични за овие кочници се. Значи, само да појасниме, антигени се оние молекули кои што телото ги детектира како туги и се обидуваат, нели, да ги атакува, да ги отстрани. Додека антитела се молекули или протеини кои што имуниот систем ги создава со цел да ги нападне тие антигени. Така, ако не се лажам. За оние што помалку се информиране на таа тема. И тие антитела всушност спаѓаат во она што се нарекува immune checkpoint therapy, ако тоа е вистинскиот израз, или? Тие антитела што се употребуваат во онкологијата сега, тие се checkpoint блокас, тие се вештачки. И тие се дават на пациентите и овие вештачки антитела ги препознаваат специфичните кочници на имунските клетки. Така да тие не се веќе тие ги нема во пациентите, тие се вештачки и со нив се стимулираат клетките. Некој вид на маркери или? Не, тие се антитела кои препознаваат специфични молекули. Молекулите се CTLA4 и PD1. Тие се два специфични молекули, тие се кочниците на клетките, на имунските клетки. И овие антитела што се даваат, тие се инфундираат во вените и ги наоѓаат специфичните молекули и ги блокираат. Кога ги блокираме овие кочници, имунските клетки се активирани и затоа можат да го препознаат ракот и се ефективни за ракот. Значи, токму тие вештачки антитела се всушност она што ги блокира специфичните кочници на имуниот систем. Така, да ве прашам, досегаш, мислам, колку се покажало дека овој вид на приод, нели, на активирање на имуниот систем, вака генерално во бројки или во споредба, колку е ефективен во споредба со останатите методи на лечење на рак, нели, кои што се во употреба сега, како што се, нели, отстранување на самото ткиво, радиотерапија, хемотерапија и така натаму. Во споредба со нив, колку е ефективен овој нов пристап во лекувањето? Не може да се спореди со другите дека хемотерапија или радиотерапија се употребуваат на почеток, кога ќе дојде болеста. Овие медикаменти се употребуваат на крај, кога сите други терапии не работат веќе, кога пациентите се на крај, значи во последниот дел се употребуваат овие имунски терапии. Ако се спорат имунските терапии со слични терапии, ние ги викаме targeted therapies, многу поефикасни се, затоа што, како што кажав, овие што се другите терапии, пациентите имаат во просек бенефит од околу 2 месеци. Верент и за имунските терапии бенефитот е нема многу долги студии, али повеќе од 10 години. Така се поефикасни од овие други медикаменти што се употребуваат. Али не може да се спореди со радиотерапија и со хемотерапија, дека тоа е сосем друг причин. Дали на некој начин ракот, нели, самата појава на ракот еволуирала способност, бидејќи, нели, се постанови дека имуниот систем има до некаде способност да инфилтрира, да детектира клетки на рак, но му треба наш поттик малку, нели, да го откочиме за да почне да ги атакува, да биде пофункционален.
Дали тоа е индикатор на тоа дека можеби ракот еволуирал некакви способности да го стиша имуниот систем од активација? Да, има и такви концепти, али не се знае точно за кои пациенти или за кои специјални ракови таква ситуација може да стане. Нашиот модел е дека секој пациент е специјален. Така ние мораме да ги испитуваме пациентите индивидуално. Дека не можеме да правиме универзални модели, дека профилите, генетички профили на ракот се многу различни од еден до друг пациент. И од генетичките профили доаѓаат после имунските профили, тие се многу различни. И интеракцијата е специјална, така да ние мислиме дека секој пациент мора индивидуално да се анализира и терапијата мора индивидуално да се напасува. Така, она што се нарекува персонализирана медицина. Персонализирана медицина, да. Да. Значи, дали е тоа глобален тренд во медицината каде што се напушта концептот на вадење на просечна терапија врз големи кохорти или врз големи групи на луѓе и веќе се персонализира, значи се прават терапии за секој човек поединечно. Дали е тоа генерален тренд во тоа медицината? Тоа е генерален тренд, да. И сега има друг модел, се вика прецизна медицина. Не персонализирана, него прецизна, затоа што прво се мерат генетичките профили и после прецизно за специјални мутации се употребуваат медикации. Така, тоа претпоставувам инволвира и техники на прецизно уредување на геномот, како што се CRISPR-Cas9 и така натаму. Да, али тоа е веќе многу подалеку. Сега само се употребуваат специјални медикаменти, тие се употребуваат за специјални мутации. Ако кажеме сега, во ракот има BRAF мутација, ќе извадам од мојата библиотека на медикаменти еден медикамент што тангира само BRAF мутација. Значи се уште нема потреба до за директно уредување сечење на самиот геном. Не, за тоа не. Така. Нема потреба. Според ваши проценки, бидејќи сте експерт во полето, што мислите, дали воопшто ќе го победиме ракот, дали ќе стане уште една treatable, она што викаат болест која што се лечи, или дали воопшто тоа ќе го постигнеме и доколку да, отприлика една ваша проценка што мислите со оглед на состојбата на технологијата и медицината во овој момент? Сигурно ќе може да стигнеме таму. И сега веќе има резултати кај што ракот се лечи во последен стадиум, али само 20 до 30% од пациентите профитираат од овие терапии. Не се знае зашто 20 и 30% и зашто овие другиве 70 или 80% не реагираат на овие медикации. Така да и сега веќе може да се лечи, али само на 1/5 од пациентите. Колку ќе стигнеме да можеме повеќе да лечиме, да речеме со 60 или 70%, тоа ќе биде сигурно, ќе трае околу 5 до 10 години. Дека сега трендот е да се употребуваат комбинации на медикации, имунска терапија плюс нека друга терапија, за да можат овие 20% да се дигнат повеќе, да биде 40, 50, 60% од пациентите што профитираат од оваа имунска терапија. Така. Значи, за околу 10 години мислите дека поголем дел од популацијата веќе ќе реагира позитивно на овие третмани на ракот. Кој што, мислам, сепак да потенцираме дека се работи за рак кој што е во поодмината фаза. Во однос на оној голем датасет на податоци кои што го употребувате и употребувате суперкомпјутери во тој контекст, употребувате разни алгоритми и
разни типови на софтвер кои што претпоставам ги развивате вие и сродни лаборатории од овој тип. Да. И сега ме интересираше колку концептуално, значи дел од таа анализа ја представува машинско учење. Сега за сега не е многу, дека веројатно помалку од 5%, затоа што имаме многу податоци, али за машинско учење треба уште многу повеќе податоци. Така да може само специфични прашања да се адресираат со машинско учење. Во овој момент. Во наша област, да. Значи, сега се користат повеќе онака, ајде да речам, покласични методи на компјутерска анализа. Логична регресија или слични алатки, али машинско учење уште не се користи толку многу. Така, или онака полаички кажано, луѓе го мислат проблемот и го анализираат, се уште не го анализираат машините за нас. Да. Така. Во процесот на читање на трудовите забележав 2-3 имиња кои што звучаа македонски. Тоа се, претпоставам, наши научнички. Да, тие беа кај мене направија докторски работи Михаела Ангелова и Милјана Ефремова. Тие двете студира во Скопје на информатика, ми се чини, или електротехника, на информатика. И кај мене, после магистерската работа, дојда кај мене да направат докторска работа. И тие двете направија докторски работи и сега едната Михаела е во Париз и другата Милјана е во Кембридж, UK. Одлично. Баш мислам дека едната од нив, ако не се лажам, мислам дека беше Михаела, доби и награда. Да, доби награда, не знам, дека председателска награда, нешто така. Нешто како за најдобар млад македонски научник 2015 година, ја врачи и председателот. Да, нешто. Сега, ова го спомнав исто од еден многу интересен аспект. Нели, и двете практично имаат завршено, едната има компјутерски науки, другата има електро, ако не се лажам, така. Но сепак работат во полето на биологијата. Да. И тоа е еден интересен кросовер или дополнителна инспирација и идеја за многу идни студенти на овие технички универзитети да се обидат понатаму да си ја градат кариерата токму во полето на молекуларната биологија, да речем. Да, точно е. Нас имаме многу голема потреба од експерти од информатика што се занимаваат со медицински и биолошки проблеми. Дека имаме многу податоци и тие податоци треба да се анализираат со многу различни алатки. И ние бараме цело време студенти или постдоктори кои се занимаваат во таа област. Само многу тешко е да се најдат такви луѓе. Типично кој би бил профил на таквите луѓе? Значи, би требало да имаат завршено што и би требало да имаат каков вид на научно-истражувачки вештини? Треба да има завршено информатика или компјутерска наука, било како, и да се интересираат за биомедицина. Тоа е се. Ние ќе им кажеме после што треба да се учи, кои специјални области од биологијата или медицината треба да се поднаучат, и тоа е дел од тренингот. Така, кога ќе се тука кај нас, учат многу други работи, али треба да донесат експертизата за информатика. Так, а зошто, што мислите, зошто е проблематично да се најдат така луѓе кои што би направиле кросовер? Затоа што многу од овие студенти што учат информатика и што завршуваат информатика се занимаваат со машинско учење и тоа иде во други области, како е Facebook, Google што употребуваат или автономско возење со коли. Така да има многу компании што агресивно бараат луѓе во таа област. Има доста побарувачка, има доста голема конкуренција во однос на тоа. Да, но тоа е навистина добра идеја за сите оние кои што после своето дипломирање
се запрашуваат нели како да продолжат понатаму. Во однос на условите за работа и живот во Инсбрук, како тече еден регуларен ден во вашата лабораторија? Кај мене или кај колегите? Кај мене ја работам повеќе, не работам многу научно, читам многу списанија и пишувам проекти, имаме многу состаноци кај што податоците се дискутираат, нови проекти, нови идеи се дискутираат, али моите соработници тие ја прават научната работа, де факто. Колку постдокторанти имате во моментов во лабораторијата? Сега сме 18 луѓе, од тие 18 се 2/3 се постдок соработници, значи околу 12 и 6 се дисертанти. Се укажува на фактот дека има доста активна онака техничка работа во процесот на истражување. Да, има многу техничка работа, да. Кога би се обиделе да остварите соработка со некој институт во Република Македонија, дали воопшто ние имаме некој си таков фасилити или некаков институт кој што би можел да придонесе во контекст на оваа работа? Да, има некои работи кои не им треба многу голема технологија, некоја специјална технологија. Повеќе е експертизата или искуството, али ние можеме сигурно да соработуваме со информатичарите. Нека тие имаат специјално искуство или специјални алатки што нас не требаат. И ние ќе почнеме и не само што ќе почнеме и почнеме веќе и со други, да соработуваме со Љупчо Коцарев, дека неговата група има многу интересна експертиза на што ни треба. Во однос на, веќе неколку пати споменавме, како рековме, подготовка на податоци. Дали тоа значи дека оној фонд на податоци со кој што располагаме сега е прилично неусогласен, прилично диверзитетен од, не знам, од различна лабораторија до друга некоја лабораторија, од една датабаза до друга датабаза, и предпоставам голем дел од вашата работа се состои токму во организирање на тие податоци и адаптирање на истите за да бидат подлежни за анализа. Да, тоа е голема работа. Има многу бази за податоци, многу се хетерогени, диверзифицирани и тешко е да се интегрираат, така да голем процент од нашата работа е преработка на овие податоци и интеграција на податоци од различни бази што ги вадиме. И тоа е, може да се каже, најголемиот проблем сега за сега, да овие податоци да се интегрираат. Така, да се интегрираат, да се организираат, но компјутерската моќ пред се, веќе технологијата е на ниво каде што имаме доволно сила да ги процесираме тие податоци, така? Да. Тоа не е лимитација. Лимитација е организација на податоците и преработка на податоците да може да се интегрираат. Според вас, зошто постои овој проблем до овој степен? Што медицината е многу подругачија од, да кажеме, електротехника. Дека податоците што ние ги добиваме се многу подруги по квалитетот и по квантитетот од автоматизација индустрија. Дека работиме со луѓе. Има голема варијабилност во самите податоци. Варијабилност и не може многу податоци од еден човек да се земе, дека има лимитации колку крв може да се извади, колку ткива може да се извади, кои анализи може да се направат. Така да многу подруга ситуација во споредба со индустрија или автоматизација. Така, не е тоа проблем кој што произлегува од компетитивноста на лабораториите, кај што секој сака да промовира еден концепт, туку повеќе од варијабилноста на самата проблематика. Да. Уште накратко да ве прашам, бидејќи ова оди за подкаст, кој што е дел од една така поширока научна веб страна, кој што се вика Наука за сите.
во Република Македонија. И сакав да ве прашам, дали вие сметате дека науката е за сите? Тоест, дали секој може да биде научник или дали секој може воопшто да ја разбере науката? Што мислите? Не може секој да биде научник, тоа е како и во спортот. Има некои кои се повеќе талентирани, некои се помалку талентирани. Некои се имаат генетички подобри профили за некои специјални спортови. Некој не може да биде кошаркар ако е помал човекот. И слично е исто во науката. Треба определена генетичка предиспозиција, да кажеме вака, и треба талент, али треба и многу да се издржи, дека науката не е нешто што се прави од одма, дека треба многу време да дојде до тој да може да се адресираат некои научни проблеми. Прво треба да се студира, после иде човекот на постдипломски студии, 2, 3, 4, 5 години, после се специализира во нека област, така да целата едукација е сигурно околу 20 до 25 години. Така, бара е талент и бара и доста макротрпна работа и откажување. Така е. А што мислите за оној стереотип кај повеќето луѓе дека науката сама по себе некако досадна, стерилна, нели, кога некој ќе рече одам да учам или да истражувам, го гледаат како некој кој што е бубалица, некој кој што е штребер. Како вие размислувате на таа тема? Зошто постои воопшто таква перцепција за научниците? Веројатно затоа што научниците поретко излегуваат надвор и кажуваат со што се занимаваат. Така да веројатно од таа страна доаѓа оваа перцепција. Ние треба поактивно да излегуваме и да идеме на телевизија, на весници, да водиме дискусии со други луѓе што не се научници, да се објасни за што работиме, како работиме и во кој правец иде науката. Така да мислам, тоа е голем проблем. Треба научниците повеќе да излезат надвор и да можат повеќе да прават реклама за науката. Така, тоа е идејата на овој подкаст, да се разговара токму со научници кои што активно се занимаваат со наука и едноставно да се види дека тоа се многу љубопитни и нормални луѓе кои што си ја сакаат својата работа и допринесуваат меѓу другото за добробитот на целото човештво. И занимавајќи се со наука, лично јас, значи, го разбирам потполно тоа колку може да биде интересен самиот процес на истражување на одредено прашање за кое што знаете дека никој нема одговор конкретен во моментот. Има некои претпоставки, има неколку теории или објаснувања кои што се обидуваат да го објаснат тоа, но знаеме дека никој со сигурност не го знае одговорот на прашањето. И навистина интересен самиот процес на истражување на еден таков проблем. Би се сложиле? Да. Се сложувам. Отприлика тоа би било тоа, да сумираме дека стварно е прекрасно да се слушне дека веќе сме на трагот на ракот, на лечење, со помош и тоа на нашиот вграден, одбрамен механизам, тоест нашиот имун систем, и тоа е прекрасно да се слушне. И според вас прогнозите се оптимистички. Да. И се надевам дека во блиска иднина ќе гледаме на ракот токму како на настинка, како нешто кое што треба да се испие 1-2 недели некаква терапија која што ќе ни помине. Да, за некои специјални ракови и сега е веќе таа ситуација, али ќе треба да се развие понатаму за да биде и за многу повеќе групи од ракови и за многу повеќе пациенти. Уште еднаш, навистина ви благодарам за одвоеното време. Се надевам ова нема да биде наш последен разговор. Научев многу работи од вас
и се надевам повторно ќе имаме прилика да разговараме па и за вашите најнови, специфично нека видите тоа еден подкаст за вашите најнови пронаоѓања и уште навистина ви благодарам, не би ве задржувал понатака. Да, ќе бидеме во контакт и ако треба нешто друго, лесно е да се најдам, не? Да, сега го имам вашиот контакт. Навистина ви благодарам и ви посакувам успешен состанок подоцна. Фала многу и се слушаме, остануваме во контакт. Голем поздрав. Поздрав.